Сакаш се да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Јас сум Борче Илиевски од Кратово, сопруг на Анита, работам на пазар, продавам земјоделски производи, јужно овошје и имаме 2 дечиња и на пат очекуваме трето машко дете со Божја помош да ни се зголеми фамилијата. Се викам Анита Илиевска од Кратово сум. Сопруга сум на Борче Илиевски од Кратово. Во брак сме 10 години и имаме 2 дечиња. Прво ни е керката Симона, потоа синот Теодор и сега очекуваме трето. Се надевам со Божја помош и најверојатно ќе биде момче. Време е за бебе. Со Борче се запознавме кај мојот прв братучет, бидејќи тука сум родена и имам роднини. Со Анита се запознавме во Кратово, кај еден мој другар и така сакавме да се видуваме почесто, да излеваме во Куманово, Кратово, доаѓавме, врската траеше повеќе месечно. Секоја врска си има своја приказна, така и кај нас. Се започна нашата, прво беше познанството кај братучет ми и од тогаш започна нашата врска. Моментално тогаш не работев, а тој, бидејќи работеше на пазар, имаше потреба некој да му помага. И почнав да работам со него, да му помагам. Повеќе така време се видуваме, се среќаваме, се одевме во врска бевме и одлучивме да се земеме, да одиме во брак. И отпосле започна нашата врска, не траеше долго, бидејќи и двајцата бевме за брак. Решиме да правиме веридба кај нојните и кај моите, да ги обавестиме дека ќе се земеме за озбилно.
Правиме веридба, после тоа се одлучиме да правиме свадба. Правихме прво веридба. Значи за месец дена немаше ни неполн месец и свадбата видно. Се венчавме во Кумановскиот манастир Свети Ѓорѓија. Таму инаку беше месец јули. И се одлучиме така да стапиме во брак. Средбите помина, што помина. Правевме свадба. Свадбата беше обострано исто весела. Не беше нешто некоја голема свадба, така со помалку гости. Меѓутоа беше весело, убаво, расположени беа сите. Гостите беа пресрекни, ете бракот се состави. Од моја страна фамилијата беа срекни што се земавме, се оженивме. Од нојната страна исто беа срекни. Веселбите си помина, ние си останавме така да си работиме. Пресретно Борче исто кога слушна дека сум бремена. Кога останав бремена, на мајка ми и кажав. Прво на мајка ми и кажав, таа се израдува. Ете, се случи бременоста, беше срекна за обострано, за мене и за неа, за фамилијата моја, за нојната фамилија. Ни се роди ќерка. Бевме пресрекни. Потоа и на золва ми, на свекрва ми, сите беа радосни, срекни дека ете ги си имат внуче во семејството. Не и давав некоја обавеза домашна и помогав во сите работи. И се роди Симона. Кога ни се роди, бевме и двајцата пресрекни, фамилиите и обе страно беа пресрекни. Симона се роди во септември, свадбата беше во јули. Симона се роди во септември. Па се роди ќерката, го донесоме дома, бебето требаше да се бања, обострано си помагавме, јас на сопругата, што треба, како треба и подавав. Јас се породив во Куманово, бидејќи прво дете. И одлучивме во Куманово. И бевме навистина пресрекни. Не правевме разлика дали ќе биде машко, девојче, нека е живо и здраво. Симона беше добро дете, бебето прекрасно беше. Прво срекни бевме и двајцата. Беше прекрасно, девојче, беше 4 кила, доста вака крупна. И потоа и откако татко и дојде, бидејќи бебето беше со мене, и му ја покажа веднаш да ја види. Тој беше исто среќен. Беше многу мирна, додека другите мали бебиња плачеа, таа се спиеше повеќе. Уште како мала е таква. Па не беше толку малку како бебе, нормално. За млеко, за водичка, треба да му на детето достоиш како што треба, нормално. Од кога ја донесоме дома, одговорноста си ја прифати самата. Мајка ми 1, 2, 3 дена може би беше тука, ми помагаше нешто. Јутоа јас сакав мајчинството да си го јас преземам околу бањањето и успешно го тоа правев. Со Божја помош. Па нормално се држи дете, кога плаче, треба да се нушка, да се чува и помогав на мајката. Инаку ќерка ми е приврзана многу со него повеќе. Видбе чека да дојде од работа и да си игра. Прашува кога ќе дојде тато. Почна да си расте бебето, со обавезите домашни, работни обавези, се навикнаме, животот си тече. И потоа стаса, второто на пат. Значи, со Теодор кога остана бремена, Борче, кога дозна дека сум бремена, беше среќен татко. Тој среќен дека повтор пат ќе стане татко.
Бременоста си течеше нормално. И кога знаевме некаде на средината на бременоста дека носа машко дете. Бевме срекни исто, ете, да ни се зголеми семејството, второ дете, машко, бевме посрекни, мајка, татко, нашите родители исто, ајде, машко дете, се радува. Значи, ако Симона ми беше мала, јас дека ќе имам уште едно мало детенце, не ми правеше тоа проблем, пречка. Се чувствував дека со Божја помош ќе си го исчувам и тоа. Името, ете, се роди на 4 јануар. Теодор го крстиме по светителот Свети Теодор. Пораѓајот најнормално, спонтан. Теодор се роди 4 кг и 100 грама, малку покрупен од Симона. И тој беше доста мирно бебенце. Симона ќе дојдеше до мене кога ќе го земам да го дојам и ќе рече: мамо, земи ме. Ќе сакаше да каже понекогаш: мамо, земи Мону. Не де мамо, Мону. Кажи ти како. И ја откако ќе го оставам Теодор и веднаш ја земам неа. Да не се почувствува дека е отфрлена. И така, тој момент ми беше како доста чувствителен. Тешко ми паѓаше така, ама понекогаш и радосно. И после тоа доволно внимание на неа и на Теодор. Иако беше таа не многу поголема, сакаше да го допира бебето, да го пипка, да го фати, ама нешто да агресивно нешто да му направи, да го повреди, не. Двете деца исти се со мала возраст, се разликуваат малку по карактер, женско, машко, темпераментни, добри ни се децата, срекни сме ние со нив, тие со нас се срекни. Сака да се дружат и со други деца, си играат, дружелюбиви се. Меѓутоа не повеќе си играат дома, сами. Со играчките си најдат некоја нивна игра и си играат. И ние колку можеме, значи се трудиме да бидеме како деца. Исто и тие тоа го сакат. Понекогаш кога имаме обрски, дури не потсетуваат да си играме заедно. Татко им исто сака да му посвети повеќе време, кога е слободен. За преземињата, така, ги одлучивме на мојот родител, татко покоен, Златко, и ги ставивме да се викаат Златановски преземињата. Ние сме на нашите дедоци, Илија, Илиевски. И затоа моите деца се одлучиме да се викаат на Златановски, на мојот татко Златко, да се остане лозата по желба. Значи Теодор и Симона, веќе Симона стана 3 години, Теодор 18 месеци и Борче имаше потреба некој да му помага, нели, сам на пазар. Решиме да ги оставаме во градинка, бидејќи тука ни е блиско градинката, ги носевме, собајле ги остававме, по пладници ги зимавме. И тие се навикна, тоа траеше околу 3 години. После Симона појде по прво оделение, јас останав дома и со Теодор дома си бевме. Потоа и Теодор почна на школа
Со Симона се одат заедно? Па првото дете Симона, ете така желба беше на кумата, на мајката, кога се одлучиме прво беше на име на списокот и прво видна. Симона по природа вака е многу пажлива, не сака да се наметнува, сака да си игра. Не сака да се наметнува во некоја игра со деца. Че си бира како со кој дете би си играла најповеќе. Време е за бебе. За примерна ученичка доби една така помала награда и беше среќна што добила награда. Кога дојде од школа ми се пофали: мамо, јас имам изненадување, добив награда. Збирајте се дечиња, се цело, на гријачка оган да си палиме, за да се згрееме, оти после ќе одиме, Коледа да викаме, костини да збереме, за бајдник да јадеме, Бог да го чекаме и прес да јадеме. Сликовната со седмите џуџиња. Снежана, седмите џуџиња со целе. Добив и цеде. Беше среќна што ја добив. Теодор исто мирен е, не е темпераментно дете, не е себичен. Секогаш така вистината да си ја кажува. Например, да одземе играчка на дете или да нападне дете за нешто, значи во тој поглед увек препушта, значи он е последен. Не чека да е усве прв. Значи не се доведува во ситуација да направи некоја збрка, да си степа со некој детенце или... Значи сака да си игра и тоа да биде онака за сите добро. Не само да избере само за него најдобро. Време е за бебе. И поминаа неколку години, се случи и трето дете, така со Божја благослов не благословува да се роди уште едно дете. Ние имаме желби за повеќе деца. Еве јас сум со 3 деца, мојата фамилија, брат, сестра. Исто и жената има 3 деца, 2 сестри и брат. И срекни сме превише, прекрасни дечиња да се чуваат, умни, паметни. Значи кога остана бренена со трето дете? Третото дете е на пат, кога ќе се роди, ќе планираме тогај за името, како, кога баш терминот. На светител некој ќе го прилагодиме светец да биде името или желба некоја, ќе видиме. Не сме се одлучили уште. Значи сака да имаат уште братчиња или сестричиња, не само да се тие две. Тоа се чувствува дека се срекни и прашуваат: мамо, кога ќе се роди бебето, какво ќе биде или кога ќе одам на лекар и... Децата, еве, се гледа дека мајка ни ќе роди уште едно дете и они се срекни, пресрекни. Сака да подари љубов на... Да те брат ми неќе. Она сака да го гушка, да помага на мама. Ќе го пазат, ќе се радуваат со него, ќе се играат, ќе помагаат на мајката, на мене малку ќе ми помагаат што треба, како треба. Малку се поголемки, паметни се, умни деца. И ќе бидеме пресрекни уште еден член во семејството. По облачањето.
купањето, што да. Прекрасно да се чуваат повеќе деца, да се зголемува фамилијата. Среќни сме и двајцата, што ќе си ни се роди и трето дете и понатаму и повеќе, ако даде Господ. Време е за бебе. Значи, мајчиното млеко е најдобро млеко за бебето. Еве гледаме, бебето ни е родено од 4450 грама. Сега за месец и 10 дена, така 40 дена како е родено, е напреднало 1,4 кг. Во просек првиот месец бебето ни напреднува некаде околу 550 грама. Еве на мајчино млеко и бебето многу убаво напреднало. Напреднало и во должина. Значи, породено 54 сантима, сега е 58. Во просек негде 3 до 5 сантиметри напредуваат. Исто и обемот на главата е добар, 3,5 сантиметри има добиено во обем на глава, 3,5 до 4 сантиметри. Сега сте дојдени за превентивен преглед, што го вршиме со полни 1 месец. Овој преглед офаќа параметри, гледаме висина, тежина, обем на глава, како детето се храни и даваме совети на овој превентивен преглед. Значи, после овој преглед треба да направите и превентивен ехосонографски преглед или ортопедски преглед на колчињата. Значи, од матичниот ќе си земете упат и треба да го однесете бебето во установа каде што ќе извршат ортопедски преглед на колчињата. Тоа, сега можеме, бидејќи го прегледав, бебчето добро напредува, нема знаци за некое заболување. Што дополнително да се дава? Нема. Значи, за дополнителна храна не. Мајчиното млеко е најдобро. Сега ќе зборуваме. Значи, ви кажуваат дека водичка треба да се дава или чајче? Еве, бебето убаво напредува, не треба ни водичка, ни чајче. Може да ви се случи да има тие што ги викам во кај народот, грчеви кај бебето. Тогаш треба благи, еве вака масажи на стомачето, кружни движења, па ќе го подигнеме и обавезно после секој подој бебето да биде подигнато 10 до 15 минути вака, да си го држите. Ако има болки или ако ги грче, може да земе една ваква пеленка, малку да ја затоплеме, па топла пеленка, да му менјаме положба од леж, да го држиме вака малку и на стомаче и да не препорачуваме препораки давање на чајчиња, сиропи, некои за смирување на болките. Тоа е повеќе плацебо ефект кај родителот. Јас така мислам од искуство. Родителите ќе мислат дека ќе дадат чајче и ќе се смират грчевите. Може некој пат, стварно ако има неиздржливи болки, али сепак се што ќе направите, да направите во консултација со педијатар. Од детето, од бебчињата, малите деца, новороденчињата, доенчињата и малите деца, сепак се треба да ги види педијатар и децата се кај педијатар. Ќе се советуваме, значи потоа имаме систематски преглед во третиот месец, кој ќе напоми па на 6 месеци, па на 9, тогаш проверуваме и крвна слика и било што нешто што ќе ви треба, ќе ни се обратите. Го имате нашиот телефон, можете за консултација. Сега ќе приме втората доза вакцина против хепатит Б. Време е за бебе. Мирно, малку плаче, ја тражи мајката, али ние го тешуваме. Среќни сме со бебенце, си го лушкаме и исполнети сме со среќа и си го слушаме кога си вика. Тоа е разговарање со нас. Си бара тоа своje, ние му пружаме љубов. Обврските како врски се повеќе, има и несоница, неспиење и ноќни подои. И се тоа со Божја помош се надминува и ни е убаво. Тоа не плаши.
Па се спремаме, очекуваме дека ќе има принова во семејството, дознавме и обострано бевме среќни. Децата исто осетија, мајка и кажа на ќерка, на синче дека ќе има принова. И се чувствуваме целото време очекување кога ќе дојде, што, кој ден, како, моментот. И се случи. Неделата заврши, сабота, навечер се јавија болки на мајката, децата си легна, беше покасно малку и јас се однесов во Кратово, тука во здравствениот дом, има оделение за породување. И чекаме ноќта, децата дома, се враќав, идев таму ваму. Па сами беа, немаше кој да ги спија, се погоди ноќ и ја идов да чекав што ќе биде со бебе. Со децата дома се вратив и дојде недела, сабајлето, се слушнаме, се роди трето машко и кажав на децата, они се разбудија, ајде одиме да го видиме бебето и се спремаме така, појдовме, го видевме бебето, се родило машко, јас како татко среќе, мајка, сестричката исто среќна, се родило уште едно братче. Во школа часев за моето братче. Не кажав на сите другарчиња, знаа дека имам братче. На учителката. Кога дојдем дома и помагам. Кога дојдем дома и помагам на мама, кога го облечува, кога го бања, го држам за руче, кога и давам памперс, кога се укапа. Има рамички и други работи. Сакаме да не биде чист. Сакаме да не биде чист, нежен и Пееме песнички. Пееме песнички. Заедно со мојот брат, многу го сакаме. И како да биде сега името, малку како така и со Божја благодет одредивме името да биде Никодим Прилепски светител, добро име за Божик. За Божјни вечер се припремаме, се пред Божик се роди Божјни вечер. Доктор имаше таму, го прегледа, се уреду, бебе, мајката уреду. Истиот ден си го донесам и бебето дома. За Божјни вечер сите заедно си бевме на вечера. Да сме повеќе, давам јас баш се, да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време